Да продолжам. Мора да ме види мене експерт. Експерт да ме види. Или игумен. Јас ќе му кажам проблемот што е со еден што го имам. Ќе кажам сега сакам, после не сакам, се е за момент, нема никаква вистинска љубов, најсериозна, најточна, најправа, највистинска, најправа, најдобра и најубава, највистинска вистина, нема. Само мисли, само момент, мисла момент. И ќе сакам да башам шо да правам, за да знам шо сакам најмногу од спорт, хоби, друго. Од тоа сакам да знам шо сакам најмногу. Шо сум бил, шо сум сега и шо ќе бидам, за секогаш. Тоа сакам. И после да не ми се менува. После ми се менува за една секунда не поминала. Една секунда не поминала. Една секунда не поминала. Ја веќе ми излегло од мене. И ми го снема, ми го снемува. Што е? Ми го снемува, се губи, исчезнува. После не сакам. И после па зборувам, и само зборувам. Не може веќе вака, тоа не е добро. 25 години имам веќе. Ништо не правам, ништо. Само гледам да седам на телевизорот и да гледам да пуштам песни. Или одам овде на овој Патов овде, одам со нула во главата. Страшно, престрашно. Како ќе се победи ова? Што ќе се случува? Што ќе се случува? Сега кажувам, не може да кажам. Пак не може. Тоа е проблемот. На лице место видовте што е проблемот и што е вистина проблемот. Јас не можам да кажам дека е пливање, дека сакам најмногу пливање. Зошто? Затоа што сум пред минатата недела напишав на табла, во среда беше пливање. Па пред 2 недели од минатата недела, значи пред 3 недели, пак беше пливање и реков да, пливање најмногу сакам, тоа го сакам најмногу од се и се што за секојаш, повеќе од се и се што сакам да секојаш пливањето, само пливање, мисли на пливањето, мисли на водата. Јас сум царот на океаните, јас сум царот на морината, јас сум царот на езерата, јас сум царот на морињата. Беше. И утре дента што се случи? Таа најголема среќа, готово ја снема. Ја избришана, ја снема, исчезнала. Ја не знам веќе што да правам, луѓе. 25 години имам. Ако не почнам нешто да правам, барем да трчам на некој пат, јас сум готов. Значи, моето здравје многу, и така е многу лошо моето здравје. Само јадам масни работи, јадам нездрава храна. Затоа што не можам да издржам да јадам џинџа, да се земам да пијам џинџа. Тоа е добро за црниот дроб и за цревата. Многу добро. Не пијам ни тоа. Што да правам? Како ќе се поправи ова? 25 години имам веќе. Еве сега во јуни оваа година, 5 јуни, полам 25 години. Полам 25 години. Ова е претерано, ало. Ова е најпретерано што може, и уште повеќе. Ова е најмногу што може претерано. Што да правам јас? Реков дека е пливање, реков. Утре сакам, не сакам. Зошто? Не знам. Тоа е проблемот. Како да се одлучам? Како да кажам? Како да знам што најмногу сакам? После ќе ми се смени самото. Кога ќе се видам раце, нешто големи раце, голема дланка, мускулес, одма бодибилдинг. Кога ќе видам некои песни, тие боите кога ќе видам, само бојци, ликовен уметник сум, најубаво ми е. Да, бојци ја сакам да цртам и да бојам за секојаш, јас сум ликовен уметник, јас сум царот на ликовната уметност, јас сум царот на цртањето и бојањето, за секојаш, леле, тоа најмногу сакам од се. И тоа ќе бидам за секојаш и така е. Утре дента дојде, така? Го сакаш тоа? Не знам што сакам. Сега не сакам ништо овој трет ден. Па после до вечерта па ќе ми дојде за шах,
во истиот ден, па после пак ќе речем да, добро, шах е, добро, шах, најмногу сакам. И земам да играм шах, не ми значи ништо. Ништо не ми значи. Ми се одзначи. Го одсакав. Зошто? Затоа што се имам проблеми. Немам пријатели, немам добро врсничко друштво. Кој ме дружи мене овде? Или сме дојдени со мајка ми да не биде животот пекол и полошо од пекол. И полошо од пекол не животот. Уште и уште полошо, нема збор, нема ништо не може со ништо да се каже, докажи, покажи колку ни нас пеколен животот со мајка ми овде. Јас немам друштво, таа нема друштво. Доаѓа два социјални работници доаѓаат затоа што е пекол животот, стварно не е пекол животот. И нема тука затоа што навистина ни е пекол животот, доаѓаат двајца жени што се социјални работнички. Ако ги немаме тие, немаме никого овде. Никого, нула. Нула. А како ќе се вратиме во Скопје? Како ќе живееме во Скопје? Како јас ќе бидам најсреќен во Скопје? Како јас ќе утре ќе се оженам ако треба? Само за моментот ми е. Денеска убав сончев ден, преубаво ми беше. Леле, сакам шах, најмногу купивме шах од продавница, леле, колку ми убаво и повеќе од најсреќен сум ми рекол та мајка ми, леле, затоа што е шах, затоа што е тоа јас најмногу сакам од спорт и друго за секојаш и повеќе од се што го сакам шахот и така ќе биде за секојаш и јас сум царот на шахот. Значи ја ако не пишувам во дневник, во тетрадка и ако не снимам видеа, вака, нула, исто кога сме мртви. Исто како да сме мртви овде за сите. А мртви сме за сите овде. Мртви 100% и повеќе од 100%. Ниту некој не дружи доаѓа. Ниту некој не дружи, да рече чекај малку, овие се нови соседи имаме, нови комши, чекај да видиме како се одиме некаде да се напиеме сок, кафе, не знам, ракија, нешто да се напиеме. Дошле нови соседи, нови комши дошле, да видиме како се, да им треба некоја помош. Овие самите си го одзеле животот овде. Не треба нашиот да ни го одзедува. Сами. Овде само јадење, пиење, одење у веце навечер и спиење, пак одење на работа, јадење, пиење и најлошата работа е работата и значи овде кога ќе станат јадење, пиење, одат на работа, кога ќе дојдат вечер, ќе доаѓаат од работа и пак спијат и пак одат у веце и пак спијат до утрото наутро, па доаѓа утрото наутро, пак одат у веце, па одат на работа, па ќе дојдат па у веце одат, па пак ќе спијат, па у веце, па јадење, спиење и у веце, толку. И ја да бидам таков? Глухо било. Никогаш. Нека ме чува Господ. Ама ова е стварно навистина многу лошо. Абе немаме со мајка ми што да правиме бе. Ако не е јутубот, ако не се телефониве, ако не се ништо од нас, нула, ќе умреме, ништо. Живи мртовци. Ниту некој не дружи, ниту некој не мисли, ниту некој сака да знае дали сме живи, дали сме здрави, дали сме болни. Абе пичката ги боли, курот ги боли. Супер, најубаво. Најубаво, ама тоа се враќа да знаете. Тоа се враќа тројпат полошо. Нема проблем. Тоа се враќа тројпат полошо, па ќе видиме кој ќе испадне на крај цар и кој ќе испадне на крај најдобар. Тоа е тоа. Значи не ми гајле, ни на вас не ви гајле, ниту пак за овие нас не гајле, ниту за нас овие ме гајле, не. Си прават свој живот, што ги брига? Си одат, си прават, си одат у град, шетат, нешто прават, јадат, нешто, значи, нешто прават, не. Шо прават, бе? Нула. Што прават, бе? Тие се гревови на Господ и на светот, бе. Овие гревови на Господ и на светот, ало. Овде е добар животот, овде ќе имаме ние со мајка ми подобар живот, овде во Австралија, во оваа говно земја, Дали ќе имаме, објасните ми. Ово е животот. Овој пеколен живот што го живеевме, тоа е живот во Австралија. Срамота, гревота. Ама тоа се враќа, реков ја, тоа е како бумеранг. Ќе удриш најлошо и повеќе од најлошо да биде, и уште повеќе од така најлошо, за секојаш. Не за секојаш, ќе удиш и ќе биде уште повеќе од најлошо,
Значи ќе удеш, ќе биде повеќе научи, така повеќе научи, уште повеќе. И тоа само ќе се врати по глава. Тоа е тоа. Значи тоа е тоа. Гледате каква работа е. Гледате што се случува? Гледате. Гледате што се случува. Сега ќе дојде на ред, јас да се карам, да не знам што да правам, и да ме видат сите да рече тоа е цар. Зошто да биде така? Напишете ми во коментар што треба да направам за да знам што сакам најмногу од спорт и друго за секојаш, и хоби, и професија нека биде. Тие 4 се. Значи што треба да направам за да знам и што сум јас најмногу од спорт, хоби и друго. Што треба да направам за да знам што треба? Значи што треба? А вие можете ако сакате да не ми коментирате. Но на крај јас ќе бидам царот на царот, а вие ќе се останете говно. И тоа нема да бидете.